Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. На почеток, преглед на најновите вести кои ги одбележа изминатите 24 часа. Американскиот оддел за одбрана е во исчекување на најавеното објавување на преку 400.000 тајни армиски документи на интернет страницата Wikileaks. Портпарол на Пентагон вели дека тие се подготвуваат за протекување на чувствителни разузнавачки документи за ирачката војна. Се очекува овој пат тоа да биде далеку поголемо од она во јули годинава, кога на Wikileaks беа објавени 77.000 тајни документи за војната во Афганистан, вклучувајќи имиња на афганистански информанти и други детали од разузнавачки извештаи. Американскиот претседател Барак Обама се потпира на сопругата во кампањата за поддршка на демократските кандидати пред конгресните избори во ноември. Обама цели на гласачките групи кои му помогнаа да победи во трката за Белата куќа: младите, афроамериканците и жените. Пред 35.000 симпатизери на Државниот универзитет на Охајо во Колумбус, претседателот рамо до рамо со Мишел побара возобновување на ентузијазмот од неговата претседателска кампања и ги повика демократите да не се откажуваат, иако анкетите спроти изборите предвидуваат пораз на неговата партија во ноември. Обединетите нации саботата го одбележаа светскиот ден на храна. Цените на храната растат изминативе месеци поради лошите временски услови во неколку земјоделски региони, што ќе се одрази и на недостаток на основни намирници. Па сепак научниците велат дека имаат начин како да го нахранат се побројното население во светот. Во стаклена градина на Универзитетот на Мериленд научници подигаат нова генерација на пченица. Целта да ја поведат болеста што лани однесе половина од приносот на фармерите од оваа сојузна држава. На чело на истражувањето е Хозе Коста. Овие се здрави зрна, а овие заболени. Пченична краста е гава од која пченицата побелува и предизвикува повраќање кај луѓето. Некои врсти пченица се поотпорни на неа, како Нинг 7840, што доаѓа од Кина, но таа не дава многу плод. Научниците се обидуваат да ја вкрстат со локалната врста, што раѓа во изобилство. Во тоа помага најновиот напредок во генетиката. Научниците го мапираат целиот генетски код на пшеницата и го лоцираат местото на клучните гени, како оние за отпорност на крастата и изобилен род. Се до неодамна, вкрстувањето на видовите се вршеше на полиња за тестирање, на кои се бараше едно во 1000 растенија како најдобар производ. Сега тоа се врши во инкубатор со големина на соба, каде се проверуваат маркерите на секој никулец. Коста вели дека на полето растението може да избегне инфекција поради среќна случајност, но со маркерите се знае точно кое стебло ги носи најдобрите гени. Тоа е многу битно во услови на климатски промени, зголемување на светското население и битката со штетници и болести, што навидом се одвива во недоглед. Ова е најдоброто што можеме во моментов, но ни дава многу повеќе муниција од Коста се надева дека експериментот како неговиот ќе помогне да се отстрани заканата од глад во светот. Стравот од глобалната војна на валутите се зголеми посредбата на финансиските лидери во Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон минатата недела. Разговорите за трговски диспаритет и нееднаков растеж заради вештачките ефтини валути веќе потикнаа дискусии за можна интервенција. Аналитичарите велат, ова е прашање што ќе биде актуелно подолго време. Како што државите се извлекуваат од глобалниот пад, станува јасно дека некои се опоравуваат побрзо од другите. Во најновиот извештај, Меѓународниот монетарен фонд вели дека растежот во развиените земји ќе продолжи да биде бавен, но земјите во развој, особено во Азија, цветаат. Минатата недела, претседателот на Светската банка Роберт Зелек предупреди дека нееднаквиот растеж предизвикува раздор.
Ова сега го гледаме во дебатите за валутата. Развиените држави ги улеснуваат монетарните политики, некои земји во развој се засилуваат заради растежот. Некои земји со вешот се интервенираат да ја намалат вредноста на нивната валута, за да го засилат извозот. Се тоа создава меѓународни тензии. Неуспехот на министрите за финансии да дојдат до решение на средбата во Вашингтон само го продлабочи јазот. Директорот Доминик Штраус-Кан од ММФ вели: Многумина зборуваат за војна на валути, дури и самиот јас употребувам речник што е премногу воинствен. Но вистината е дека многу гледаат на нивната валута како на оружје, а тоа сигурно не е добро за глобалната економија. САД, например, ја обвинуваат Кина за подценување на нивната валута и придонесување во небалансираноста на трговијата меѓу двете држави. И држави како Јапонија и Бразил веќе преземаат или се закануваат дека ќе преземат нешто да ја задржат конкурентноста на својот извоз. Економистот Тоби Нандел вели дека тоа е голем проблем за кој нема лесно решение. Ова не е проблем што не може да се делегира на меѓународна организација како Меѓународниот монетарен фонд. По проблемот треба да постапат шефови на држави и министри за финансии, зашто решението може да има длабок ефект на различните економии. Несогласувањето во однос на валутите веќе е на врвот на дневниот ред на наредниот самит на групата 20 во Јужна Кореја. Нандел вели дека предупредувањето на Бразил може да стане реалност. Ако нема договор до 12 ноември, мислам дека бразилскиот министер за финансии е во право, ќе има глобална војна на валути. Владите може да ги девалвираат нивните валути на различни начини, од давање на нивните централни банки можност да ставаат маргини на разменските стапки, па до купување странска валута за да се намали побарувачката на нивната. А сето тоа само уште повеќе може да го забави глобалното опоравување. Нова технологија ќе спаси човечки животи. Иновативни направи за намалување на небезбедното возење по патиштата. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash вратете ги рацете на воланот. 6000 жртви годишно во САД поради испраќање текст пораки или друг вид на одвлечено внимание при возењето. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме.